Двајца рудари со потешки телесни повреди биле донесени во Штипската клиничка болница во неделата вечерта. Инцидентот се случил доцна попладнето во едно од окната на рудникот за олово и цинк Добрево кај Пробиштип. Во критичниот момент дошло до одрон на земја, при што дел од материјалот паднал директно врз рударите. Двајца од нив, на 39 и 51 годишна возраст, се здобиле со потешки повреди и веднаш биле префрлени во болницата во Штип. Прегледани се од страна на специјалист ортопед и констатирано е дека имаат тешки телесни повреди на рбетот и екстремитетите. Пациентите се испратени во Скопје, значи на клиниките за ортопедија во Скопје за понатамошни интервенции и лекување. Од Министерството за економија најавија дека Инспекторатот за труд ќе направи контрола за да се согледаат причините што довеле до инцидентот во кој се повредени рударите, а можни се и ригорозни санкции. Министерството за економија веќе даде налог на техничка инспекција, но и Министерството за труд и социјална политика даде налог на Инспекторатот за труд денеска веднаш да направат анализа и до крајот на денот да ни го достават записникот од кој ќе провериме која е причината. Доколку е причината поради неисполнување на мерките или обврските дадени при последната инспекција во истиот рудник и доколку се утврди дека одговорноста е на процедурите на, да кажеме, овој рудник, во тој случај веднаш како министер за економија ќе предложам на владата да се одземе оваа концесија и да се затвори рудникот без разлика на последиците во делот на економијата кои што би ги имале во иднина. Фирмата Индо Минерали и Метали, која стопанисува со рудникот Здетово, веќе доби казна од 100.000 евра поради недоволна безбедност и заштита на здравјето на вработените. Можно е инцидентот што се случи викендот да доведе до ново затворање на одредени работни простории, што веќе беше направено при последната контрола на Инспекторатот за труд.